Македонија во пламен. 6 активни пожари беснеат низ територијата на државава, а 3 се ставени под контрола, информираат од Дирекцијата за заштита и спасување. Најопасно е на планината Готен, каде што веќе 10-ти ден гори нискостеблеста шума, смрека, грмушки и ниска вегетација. Пожарникарите и вработените во национални шуми се веќе истоштени од борбите со огнените јазици на планината Голем Готен и Малешевските планини, кои се наоѓа на тромегието меѓу општините Радовиш, Берово и Василево. Поради сериозноста на ситуацијата, доцна синоќа градоначалникот на општина Берово Звонко Пекевски по одржаниот кризен штаб го повика населението и одговорните компании да помогнат во битката со пожарот. Уште од 5 часот утринава огнот се гасна од земја и воздух. Вклучени се пожарникари вработени во национални шуми, местното население, специјализирани возила, како и ер-трактори и хеликоптери. Последните информации се дека тој ќе биде ставен под контрола, како не би стигнал до селата Владимирово, Мачево и Русиново. Во текот на денешниот ден, генерално, тамо добар дел од пожарот е ставен во рамки на некаква контрола и можеби ќе имаме до крајот на денот некакви доста позитивни резултати. Меѓутоа, тоа пред се се должи на теренот, значи пожарот во делот на Берово ни влезе во високо квалитетна букова шума. Тамо тој се приземи, што значи движи лазе по земјата и гори листењак пред се. Тамо значи може пешадија да приде и да направи заштитни појаси, тоест може да го отсече здравиот од оној дел кој што е горен. Многу покритично е на другата страна на планината кон градот Радовиш, каде што теренот е понепристапен за гаснење на огнот. Иако овој пожар пред неколку дена беше ставен под контрола, наеднаш поради големиот ветер се распломти на голема територија. Сега со булдожери се прават просеки на 100 метри од населените места за тој да биде запрен, а со тоа и да се овозможи влез на хермелините, пинзгауерите и БРТ возилата да го изгаснат огнот. Вчера тамо дувна ветер кој што беше, мислам дека 780 метри на саат. Јас жалам што немам видео од тоа да видите што се случи. За саат време пожарот ни скокна, пресека, значи пат широк преку 6 метри. Значи тоа беше невидена катастрофа. Пожарот скокаше по десетици метри. Значи нема можност со што да го застанеме, тоа е целосно да го ликвидираме. Сега, ние сметам дека имаме доволно ресурси да го сопреме. Значи тоа го правиме. Во Прилепскиот регион се активни 2 пожари. Едниот се проширува во село Бешиште кон село Градешница и кон граничниот појас со Грција, а вториот краќа кон село Дрен, додека делот помеѓу Царевик и Смолани засега е под контрола. Во општина Македонски Брод повторно се шири пламен меѓу селата Црешево, Локвица и Крапа. Во Штипскиот регион има нов пожар меѓу селата Драгоево и Селце. Во општина Желино огнот беснее помеѓу селата Церово и Грубчин. 3 пожари се ставени под контрола во Грешница и Латово во општина Македонски Брод и во Јунузлија во општина Карбинци. Сепак надлежните се предпазливи, бидејќи пожарите постојано се реактивираат поради ветерот и високите температури.